Вардар е најголемата и најдолгата река во Македонија. Таа е главен и најстар државен символ. Со векови, нашата територија била врзувана со течението на оваа река. Тука се појавиле првите населби, првите македонски градови. По Вардарската долина Македонија се храни, пои и живее. Но Вардар е повеќе од река и многу повеќе од топоним. Приказната за Вардар е долга и комплексна, но ајде да започнеме од таму кај што Вардар се раѓа. Реката извира од изворот Вруток, на старите карти опишан како Вардар Баши, главата на Вардар, југозападно од Гостивар. Ова е изворот на реката Вардар Вруток. Се наоѓа во близина на селото Вруток и од овој силен карстен извор Вардар го започна со долго течение. Од самиот старт сме соочени со проблем. Колку е долга најдолгата река во Македонија? Според некој, тоа се мери од тука, од Вруток, па се до нејзиниот влив во Егејското море. За разлика од некои други кои велат дека Вардар треба да се мери од неговата притока, Дувската река, па се до вливот во Егејското море. Според картографските анализи на професорот Ивица Милевски, ако се земе должината на Вардар од изворот Вруток, тогаш до границата со Грција таа изнесува точно 289,5 километри. Ако се земе должината пак, заедно со изворишната притока на Вардар, Дувска река, се добива вкупна должина од 299,7 километри. Во литературата најчесто се спомнува дека реката Вардар е долга 380 километри, од кои 301 минува низ нашата република. Постоеле повеќе обиди да се реши дилемата околу точниот почеток на реката Вардар и нејзината должина. Сепак, поради природата на реките и можноста за меандрирање низ годините, должината на реката варира. Нејзиниот слив опфаќа површина од приближно 25.000 километри квадратни. Во Вардар се вливаат сите други најголеми реки во Македонија. Вардар своето течение го завршува во заливот Термаикос или Солунски залив. Вардар има композитна речна долина, низ која напоредно се менуваат клисури и котлини долж нејзиното течение. Од изворот, Вардар прво ја отвара Полошката котлина, а преку Дрвенската клисура влегува во најголемата котлина по неговото течение – Скопје. Вардар е со векови главен символ на Скопје. Тој е дел од градската хералдика и се појавува на градските грбови и знаме. Скопје и Вардар имаат посебна врска, посебно пријателство. Како што градот растел и се развивал, така се менувала и реката. И после многу години на поплави и излевања, денеска Вардар тече низ регулирано речно корито, како ветување дека ова другарство веќе никош нема да се расипе. Во последните 300 години, Вардар 10 пати го поплавал градот и неговата непосредна околина. По катастрофалниот скопски земјотрес, па се до 1985 година, активно се работело на регулација на реката Вардар со цел спречување на поплави. Новите неплански и нестручни зафати и несовесното уништување на бреговите на Вардар, особено во центарот на градот, повторно ја зголемува можноста за онакви поплави како што мислевме дека никогаш нема да се случат. Малку е познато дека во центарот на Скопје се наоѓа површина која веќе еден век не постои. Во близина на градскиот парк се наоѓала големата Скопска ада, монденски речен остров на кој старите скопјани организирале коњски трки, модни реви и други културни настани. Со големите поплави во 1930 години, овој речен остров заминува во историјата. Ада е речно острово, настанато со акумулација на речен нанос на погодни места во реките. Во општата јавност владее ставот дека во Македонија има само еден остров, голем град на Преспанското езеро. Но низ македонската хидрографија може да се сретнат и други помали езерски и особено речни острови. Во Македонија постојат околу 10 речни острови поголеми од 1 хектар, сите во реката Вардар низводно од вливот на Пчиња. Нивната големина и брегова должина се одредува во зависност од водостојот на реката.
Докази дека градот и реката се менувале паралелно може да се сретнат на секаде низ Скопје. Па така денес, од некогашниот втор речен остров на реката Вардар, останало само името на скопска населба, острово во општина Аеродром. Првите научни информации за Вардар ги добиваме преку истражувањата на македонскиот револуционер Ѓорче Петров. Преку неговите записи, преведени на современ македонски јазик од геополитикологот Марио Шаревски, денес имаме можност да се доближиме до историјата на Вардар. Во тоа време, имено од половината на март до половината на април се случуваат и неголемите поплави, кои настануваат тогаш кога ќе задува јужен ветер и ќе донесе дожд, затоа што тогаш грамадните снегови на Шарпланина брзо се топат и му даваат на Вардар огромно количество вода. Во тие поплави Вардар се зголема постепено, имено за 4 часа водите му се искачуваат на половина метар. Овој податок за реката Вардар го запишал македонскиот револуционер Ѓорче Петров пред 124 години во својата книга Материјали по изучувањето на Македонија, а ние се наоѓаме недалеку од утоката, односно вливот на реката Пчиња во реката Вардар. Реката Вардар која што со своето течение по средината на Македонија со својата долина која се разгранува преку целиот слив, ја представува главната срцевина и артерија на Македонија, во која што се развиле сите домени од живеењето на овој простор во Македонија. Тука се развил сообраќајот, народното творештво, економијата, културните врски, етнографијата, така што можеме да речеме дека животот во Македонија се проткајува со течењето на водите на реката Вардар. Вардар низ Македонија доминантно тече низ Вардарскиот регион, составен од 9 општини со главен центар во Велес. По Вардар е именувана и една од 6 тектонски зони во Македонија. Централната тектонска зона е наречена Вардарска зона. Географскиот термин по Вардарие ја опфаќа долината и течењето на реката Вардар. Во минатото, таа била исполнета со вода од 3 езера, но поради силните тектонски движења, тие истекле кон Егејското море. На овој начин се формирала првичната долина на Вардар и Вардар како река. Оваа река влие врз животот на 177.000 жители кои нејзините брегови ги нарекуваат дом. Вардар со векови имал значајна транспортна функција во Македонија. Оваа река била главна линија за транспорт на стоката од Македонија кон Грција. Славните велешки сплавари целата роба ја ставале на сплавови, сплавовите пловеле низводно до Грција, тамо робата била растоварана, сплавовите размонтирани и продавани, а со тие пари биле правени нови сплавови. На овој начин со години цела стока била транспортирана од Македонија кон Грција и Солунскиот залив. Течението на Вардар представува главна сообраќајница преку која Македонија на југ се поврзува со Солун и Егејското море, а на север, преку Кумановско-Прешевскиот превел, се поврзува со Србија и понатаму со Централна Европа. Идејата за поврзување на Дунав со Егејското море, со канал за пловида преку реките Морава и Вардар, датира уште од 19 век. Но економскиот аспект е еден од најголемите проблеми за неуспешноста на овој проект. Србија, Македонија и Грција се наоѓаат во состојба на кревка и нестабилна домашна економија. Овој проект би оставил трајни неповратни последици врз животната средина и локалното население. Домашните експерти остануваат на ставот дека од хидролошки аспект проектот е неизводлив во Македонија. Над Вардар се уште лебди можноста за изградба на проектот Вардарска долина, кој е наменет за развој на енергетскиот сектор. Целта е да се изградат 12 хидроцентрали по течењето на Вардар, кои би создале енергетска независност и така наречен развој на туризам. Секако, ова би значило уништување на најголемите природни вредности на нашата држава. Брегалница е втора по големина река во Македонија, но најголемата притока на реката Вардар. Своето течение, високо до Соговските планини, го завршува овде, во вливот на Вардар, во близина на селото Убого. Најголемите ади на Вардар се сретнуваат под Таурската клисура и влезот на Вардар во Велес. Демиркапискиот остров, Велешката ада и Удовскиот остров се најголеми и релативно постојани речни острови во Македонија и на реката Вардар. Еден од најголемите интересни речни острови е оној по Демиркаписката клисура, северно од село Градец, во близина на село Клисура.
Низ целиот остров се наоѓа густа вегетација. Во минатото, островот бил користен од локалното население како место за презимување на стоката. Најголемите и најинтересните клисури во Македонија се наоѓаат токму по течењето на реката Вардар, Демиркаписката, Таорската и Дервенската клисура. Низ сите долини на реката Вардар, а особено движејќи се кон југ, владее мешана медитеранска и континентална клима, што збогатува земјоделската плодност на регионот. Клисурите на реката Вардар се смета за центри на ендемизмот во Македонија. Демиркапе представува најмаркантна клисура на реката Вардар. Таа представува, но и најкуса клисура во неговото течение. Од тука па се кон југ, Вардар раскажува различна приказна. Од овде започнува медитеранската клима во Македонија. Целото течение на реката Вардар е значено подрачје за птици. Овие подрачја се со меѓународно значење за многу видови птици, особено за птиците преселници. Ова е ѓолот во сел Богородица, мала поплавна ливада и значајно еколошко подрачје во долниот тек на реката Вардар. Неголемиот број на птици што може ги сретнеме по течението на Вардар, доаѓаат токму тука да се хранат и размножуваат. Ова поплавна ливада во пролетните и зимските периоди насобира доволно вода да овозможи живот за развој на водоземци, влечуги и голем број на водни птици. Дури 10% од целата популација на бели штрок во Македонија може сретнат токму тука. Сепак ѓолот се уште нема законска заштита, ниту постојат такви планови. Во меѓувреме, локалното население го користи ѓолот преку летото за напасување на стоката, но под строг календарски распоред. Вардар е алармантно загаден. Бактериолошки тој е во 4-та класа, а физичко-хемиски некаде помеѓу 4-та и 5-та класа. Тоа значи дека водата е матна, полна со отпад и во неа се забранува капење, наводнување на површини и напојување на стока. Во изминатите години, во водата отсутствуваат тешките металико-загадувачи, како резултат на затворање на големите индустријски капацитети, но затоа Вардар се загадува со загадувачи од органско потекло. Главен проблем е загадувањето со тврд отпад, особено пластика. Со цел да се подобри квалитетот на вода во реката Вардар, особено во Скопскиот регион, се предвидува изградба на нова модерна пречистилна станица, за која веќе утврдено и локација. Проблем е што оваа локација се наоѓа во границите на подрачјето под заштита острово во Скопје. Според програмата за намалување на аерозагадувањето, позната како план за чист воздух, владата се залага за средување на површините на кеот која загадуваат водата на реката. На само 1 километар од тука, Вардар е напуштената територија и го продолжува својот пат до Егејското море, но овој пат како аксиос. Односно, Вардар истекува од државата Македонија и го продолжува својот пат во регионот Македонија во Република Грција. Το ταξίδι του αξίου στην Ελλάδα συνεχίζεται για 76 χιλιόμετρα. Μαζί με τους παραποτάμους του αποτελούν ένα σημαντικό υδάτινο δίκτυο που καταλήγει στο θερμαϊκό κόλπο δημιουργώντας το πάρκο του Δέλτα. Ξεκινώντας από το χωριό της Ιδωμένης, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα, ο αξιός ρέει προς την ενδοχώρα. Περνά μέσα από δάση με λεύκες, πλατάνια και οξιές που περιβάλλουν τις όχθες του. Η άγρια ομορφιά του αποκαλύπτεται από ψηλά. Το Δέλτα είναι πυκνοκατοικημένο κυρίως το χειμώνα. Πουλιά που ξεκινούν από τα βόρεια της Ευρώπης ξεκουράζονται εδώ την εποχή της μετανάστευσης. Περισσότερα από 300 είδη φωλιάζουν στις νησίδες του Δέλτα και περιμένουν να περάσουν τα κρύα. Το καλοκαίρι είναι περίοδος αναπαραγωγής. Γεννούν εδώ τα αυγά τους, περιμένουν να μεγαλώσουν οι νεοσύοι για να ξεκινήσουν το ταξίδι της ζωής. Στο πάρκο του Δέλτα βρίσκουν καταφύγιο σπάνια είδη πουλιών. Μόνιμοι κάτοικοι φλίαροι γλάροι συμβιώνουν άλλοτε με κορμοράνους και ερωδιούς, άλλοτε με εντυπωσιακά φλαμίγκο. Στις μικτές αποικίες υπάρχει χώρος για όλους.
Το Εθνικό Πάρκο Γαλλικού Αξίου Λουδία Λιάκμονα είναι ένα από τα μεγαλύτερα υγροτοπικά συμπλέγματα που υπάρχουν στην Ελλάδα και περιλαμβάνει 2 λιμνοθάλασσες και 4 ποτάμια. Το ανατολικό άκρο του πάρκου ξεκινάει από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, από τη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου και εκτείνεται μέχρι και το νομό Πιερίας στις Αλικές Κήτρους, στον Κορινό. Είναι μια μοναδική περίπτωση της Ελλάδος γιατί έχει 4 ποτάμια στη σειρά τα οποία εκβάλλουν στο θερμαϊκό κόλπο και έτσι σχηματίζουν έναν ενιαίο υγρότοπο, σχηματίζοντας βεβαίως και την πολύ έφορη πεδιάδα του νομού Θεσσαλονίκης, στην Κεντρική Μακεδονία. Ο Αξιός ποταμός είναι ο πρωταγωνιστής, γιατί είναι και ο δεύτερος ποταμός σε μήκος των Βαλκανίων, είναι διασυνοριακός, διακρατικός ποταμός, τον μοιραζόμαστε δηλαδή και με άλλη χώρα. Εμείς βεβαίως στην Ελλάδα κατέχουμε ένα μικρό κομμάτι του Αξιού ποταμού, από τα 380-390 χιλιόμετρα περίπου, που είναι το συνολικό μήκος του. Στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο τα 76 με 80 χιλιόμετρα ανήκουν. Οι πρωταγωνιστές των υγροτόπων είναι τα πουλιά. Και βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα είδη οργανισμών, θηλαστικά, αμφίβια, έρπετα, αλλά κυρίως θα βρούμε πολλά διαφορετικά είδη πουλιών. Εδώ στην περιοχή του Αξιού έχουν καταγραφεί περίπου 300 διαφορετικά είδη πουλιών, που είναι το 66% των ειδών που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε μία από τις μεγαλύτερες μικτές αποικίες ερωδιών στην Ελλάδα, όπου καταμετρώνται χιλιάδες φωλιές ερωδιών και άλλων ειδών που φωλιάζουν μαζί. Έχουμε πάρα πολλά παριδάτια, φιλοξενούμε πάρα πολλά μεταναστευτικά είδη το χειμώνα, πάπιες, χιλιάδες πάπιες που κατεβαίνουν από τις σκανδιναβικές χώρες και διαχυμάζουν στο δέλτα του Αξιού αλλά και στην κήτη του. Ο υγρότοπος λόγω της σπουδαιότητάς του προστατεύεται από τη συνθήκη Ραμσάρ, ενώ ανήκει και στη ζώνη προστατευόμενων περιοχών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000. Η γεωγραφία της περιοχής μεταβάλλεται διαρκώς. Η κίνηση των νερών και η ανθρώπινη δραστηριότητα επιβάλλουν κάθε φορά τα νέα δεδομένα. Ο άνθρωπος φέρνει τον υδροβιότοπο στα όρια του, δημιουργεί αφιλόξενες συνθήκες, απειλεί την επιβίωση της άγριας ζωής. Οι μεγαλύτεροι εχθροί είναι τα γεωργικά λιπάσματα, τα αστικά και βιομηχανικά απόβλητα που μολύνουν τα ύδατα. Реката Вардар ја дели Македонија на 2 речиси еднакви дела. Преку течението на Вардар ги откриваме сите природни вредности, но и опасности кои ги демнат. Но и преку неа учиме дека делиме природата со други држави, и во добро, и во зло.